Значи, вие сте новите студенти. Не би рекол дека не сум импресиониран. Јас сум вашиот професор по физика и математика. Фридрих Вебер. Ви пожелувам успешни студии на нашиот политехникум. Благодарам, господине професор. Основните принципи на нашиот политехникум, до кои јас особено држам и кои вие ќе морате да ги почитувате, се ред, дисциплина, и знаење. Значи, редот, дисциплината и знаењето од денес треба да станат вашите основни вредности до крајот на вашиот живот. Простете, дали е ова катедрата за математика и физика? Не би рекол не. Најпосле, политехникумов е вистински лавиринт. Кој сте вие, ако смеам да прашам? Алберт Ајнштајн, драго ми е. Не би рекол дека мене ми е драго. Кој сте вие? Вашиот професор по физика, Фридрих Вебер. Простете, јас задоцнев. Бев во библиотеката. На вашето место. Вашите генерали. Ајнштајн. Алберт Ајнштајн, господине професоре. Роден сум во Улм, Виртенберг, Германија. Пред 18 години во трговска фамилија. Школуван во Минхен, а од 15-та година во Арау, Швајцарија. Да. Па зошто го предизвикавте сиот овој неред, млад колега Ајнштајн? Се занесов. Го читав Исак Њутон во библиотеката. Њутон, вие. Вас нешто ве заинтригирал гигантот на физиката Њутон? Да. Посебно неговото тврдење дека просторот е апсолутен. Падна Њутон, господине професор. Млад колега Ајнштајн, Њутон не може никогаш да падне. Но јас имам некои идеи за просторот, господине професоре. Денешниве генерации се невозможни. Просторот сам по себе не може да биде апсолутна вредност, господине професоре. Знаете ли вие со кого дискутирате? Да. Па седнете веќе еднаш на место и замолчете. Пред да започнеме со првото предавање, морам да ви напоменам дека на прелиминарните испити добивме кандидат со вонсериско познавање на математиката. Милева Марич. Милева Марич, родена во Тител пред 21 година. Основно образование заврши во Шабац. Каде е тоа млада колешки Марич? Да, Балкан. Да. Кој би рекол? Седнете. Преминуваме на првата лекција.
Kolega Einstein. Повелете, господине професоре. Резултатот. Значи, X е равно на X е еднакво на 7. колега Айнштейн. X е еднакво на 7, господине професоре. Точно. Имавте среќа. Затоа што јас сум вашиот професор Фридрих Вебер. Колешки, слободно? Да? Да, па да. Ова... Време е да се запознаеме. Вие и ми помогнавте во она... Имавте среќа, колега. Вие не се дружите со останатите. Да? Со останатите не се дружите. Да. Јас сум Алберт. Милева. Решавате интеграли со повеќе непознати. Да? Времето надвор е врнежливо. Цел ден врнеше дошт, Да, да. а сега грее сонце. Помислев да излеземе заедно на чај. Да појдеме заедно на чај. Отвори ја книгата. Молам? Отвори ја книгата на последната страна. А зошто? Па да проверам дали резултатот ми е точен. Точно. Да појдеме на чај. Да. Денес, од својот скромен джепарлак, можам да те честам чај и кифла. Да, да.
Невозможно. Резултатот не ти е точен. Со денови ми повторуваш точно, точно, точно. Ќе одиме на чај или чај со кифла? Не можам повеќе, Алберт. Па да. Не можам ни јас. Математички можам да решам се. Се освен. Освен? Освен љубовта, Милева. За љубовта не постои математичка формула. Колешке Марич. Резултатот, колешке Марич. Алберт, Молам? Колега Ајнштейн, можам да ви соопштам дека дипломиравте. Вашите оценки не ме импресионираат. Но пред да ви го честитам дипломирањето, би сакал да ми одговорите на едно прашање. Па да, господине професор. Па, законите на Исак Њутон ги знаете повеќе од извонредно. За вас не се спорни неговите закони за гравитацијата, инерцијата, движењето на месечината и планетите. Имам снажна импресија дека вие не се согласувате со неговата теорија за апсолутноста на просторот и времето. Зошто, колега Ајнштейн? Господине професоре, постои еден факт. Факт кој тврди дека секоја теорија, колку и да е величенствена, носи во себе премиси кои со време можат да ја променат. Теоријата на Њутон за просторот и времето е прекрасна, бидејќи тој со неја се доближува до фундаменталните закони на природата. Но таа има своји недостатоци и самиот Њутон тоа го тврди. Но што тврди ова меѓу нас инкриминирана теорија? Тврди дека просторот е апсолутен, тоест равен и неизмерен. Во тој случај, небесните тела би се движеле геометриски, а не гравитацијски. А самиот Њутон математички ја докажал гравитацијата. Но греши кога тврди дека просторот е апсолутен, бидејќи со тоа создава во науката нереална димензија на таквата перцепција, која што самиот со својот доказ ја негира. Ме изненадувате, колега Ајнштейн. Единствено Лајбниц му се спротиставил, тврдејќи дека просторот и времето се нешто сосема релативни, но немал математички доказ. Во ваш прилог ќе кажам дека двајца англиски научници, Алберт Микелсон и Едвард Морли, вршеле експерименти со светлина што се одбива. Единствено, нивните резултати не се совпаѓаат со теоријата на Њутон. Па значи, и вие се сомневате? Моето искуство ме учи на сомнителност, а во овој случај сомнителна е светлината. Господине професоре, јас тврдам дека нашето искуство треба да се гледа од аспект на светлината. Уште како дете сум се прашувал како би изгледал нашиот свет кога би патувал на светлината. Не бидете смешен. Вие не сте јавач на светлината. Па да, одлично кажано. Јавач на светлината. Точно. Сега знам. Господине професоре Вебер, ако јас ја јавнам светлината што сега излегува од вашиот часовник,
тогаш за мене времето ќе запре, а за вас не. Тоест, времето нема да биде апсолутно исто за мене и за вас, туку релативно. Дали го разбирате вие? Секако, господине професор. Ако мислите со вашава предпоставка да ја надминете теоријата на Њутон, тогаш имате шанса мал број луѓе да ве разберат. Господине професоре Вебер, Алберт сакува своја предпоставка да ја развие во теорија. Колега Ејнштейн, вие не се вклопувате во мојот модел на ред, дисциплина. Знаење може би. Признавам дека не ми оставивте впечаток на симпатија, но морам да признам уште нешто. Само човек надвор од мојот модел има предпоставена можност нешто да измени во реалноста. Четири години се поднесуваме. Продолжете понатаму самиот. Ви го честитам дипломирањето. Лешке Марич, морам и вам лично да ви го честитам дипломирањето. Вашето познавање на математиката го докажа вашиот талент кој ме импресионира. Дали нека се излажам ако кажам дека вие имате идни заеднички планови? Не би рекол не, господине професоре. Значи, светлината представува форма на енергија. Њутон сметал дека светлината ја сочинуваат ситни телца кои ги изфрла изворот на светлината. Холандскиот научник Хајгенс сметал дека светлината представува електромагнетен бран. Што крчи, професоре? Брзината на светлината изнесува околу 300.000 километри во секунда. Нешто кркори, професоре. Мојот стомак, Волфи. Значи, представува најголема досега измерена брзинска вредност. А зашто ви кркори? Брзината на светлината има константна вредност. Сега знам. Мами! Мами! Мојот професор е гладен! Мојот професор е гладен!
заболе завод! Me zabole zavod! Au, dušičko, ajde odi da se odmoriš, zlato moje. Fizikata je na vistina zdodevna rabota. O, mene vednoš me zaspiva. Zašto mu dozvolivte da jade čokoladni bomboni? Zato što vije mi napomnavte дека jaz ne smijam da jadam od vašite specijalni čokoladni bomboni. Profesore, imate ušte nekoliko minuti od vaši od čas. Vi ste Evrein. Zašto ne mi kažavte? Zato što ako masata se dviži so brzina na svetlinata. Mi rekla дека вашата žena je matematičarka. Matematičarka i to nekoja si Srbinka. Ježuš Marije, pa kade go ima to? Тогаш масата ќе стане бескрајно голема. Но дали ќе се претвори во енергија? I mi velat дека вашата žena kривела, zašto je rodena so iščašen kolk. Da li je to istina, gospodine profesore? Мојот час кај вас заврши. Дефинитивно. Моите 3 франка. Моето непочитување, господјо чоколадни бомбони. Страшно невреме. А и малиот Ханс нешто се буни, а? Изгледа не му се допаѓа јадењето што му го направи. Значи и тој нема разбирање за нашата финансиска ситуација. Три франка. Ете толку чини мојата физика. Без чоколадни бомбони. Милева, јас не можам повеќе вака. Од професорот Вебер, Алберт. Не сум примен за асистент по физика на Политехникумот. Се
Ценејќи ја вашата незавидна финансиска ситуација, ви нудиме вработување во патентното биро. Треба само да се јавам и веднаш ќе почнам со работа. Си почнала со математички докажувања. Да. Алберт, некој сепак верува во тебе. Никој не може да се огледа во тебе вистински гени, но јас тврдам дека твоите идеи ќе доведат до вистинска револуција во науката. Овде треба да се најде сооднос меѓу масата и брзината на светлината. Се уште ми е проблем да го одредам математичкиот сооднос на енергијата со масата во однос на брзината на светлината. А овде треба да се поврзе масата со гравитацијата. Алберт, не е лесно да докажеме дека светот не е таков каков што го гледаме. Мамо, сакам речичката. Каде, Злато? Речичката. Ајде. Оп, оп, опа. Нека. Колега Ајнштајн. Ајнштајн јуниор конечно проводе. Честитам. Па да. Честитам. Чекат цел час. Господине Вебер, јас се извинувам што задоцнив. Меѓутоа, колку што се сеќавам, не сме закажале средба. Имав попис во патентното биро. Замислете, луѓето најповеќе пријавуваат патенти за детски играчки. Да бидам искрен, некои од нив ми се чинат потполно глупави. Колега Ајнштајн, дозволете да ви честитам. Но јас не сум пријавил никаков патент. Колега Ајнштајн, анали на физиката. Вашата теза електродинамика на телата во движење е објавена. Колега Ајнштајн е рекол историски момент. 30 септември 1905 година. Милева! Милева! Најпосле ја објавија мојата теза. Алберт! Билево, најпосле успеавме. Сите математички проблеми ги реши Милева. Предпоставував. Господине Вебер, јас ви благодарам. Би морале да ве почестиме со нешто специјално. Дали би пиеле ракија од Србија? Сливовица? Лозовача. Многу добре, професор. Не би рекол не. Господине Вебер. Замислете, лично Макс Планк ми се јави и се интересираше дали го познавам авторот на оваа чудесна теза.
И најголемите авторитети на физиката и математиката се вчудовидени од вашата теорија. Оставете ги авторитетите на страна, господине Вебер. Мене ме интересира вашето мислење. Повелете, професоре. Благодарам. Овој пијалок од татковината на Милева е невозможен. Мислам дека ќе бев лош професор ако не предпоставев можност и тенденција вие како мој студент еден ден да ме надминете. Да. Колега Ајнштейн, се покажавте како одличен јавач на светлината. Енергијата е еднаква на масата, помножена со брзината на светлината на квадрат. Колега Ајнштейн, дали сте воопшто свесен дека вашата теорија не е само математичка, не е само физичка, ами филозофска? Па да. Да ја оставиме на еднината да го каже своето, господине Вебер. Јас се уште работам. Да. Ми беше чест. Господја Ајнштейн. Колега Ајнштейн. Професоре. Колега Вебер, не ми објаснивте една работа. Јас не се вклопував во вашиот модел на ред и дисциплина, ниту ви бев симпатичен, а сепак дојдовте дури од Цирих да ми честитате. Зошто, професоре? Се е релативно, колега Ајнштейн. Се е релативно. Не би рекол не, професоре.